има наслов вовед во темата и дискусија. Дискусијата ние една направивме, сега на крај да се договориме дали ќе има потреба или не. Професор Трпе Стојановски, наш експерт, професор на Факултет за безбедност, има збор. Повелете, професора. Благодарам, амбасадор. Денешната тема беше сериозен предизвик и за подготвување на концептот и воопшто за работата на оваа работилница, што упатува на сложеноста на проблемот за кој што дебатираме. И претходната сесија всушност го потврди тоа. Предпоставувам дека и од оваа сесија ќе произлезат аспекти кои што се поврзани со проблемите со дрогата и психотропните супстанции од еден друг агол гледани. И пред да почнам со презентацијата која што ќе се темели на два столба. Прво на поглавието 24, на важноста на оваа тема во рамки на поглавието и на тој мултидисциплинарен пристап, а потоа ќе говорам и за криминолошките аспекти на трговијата со дрога, нешто што беше спомнато и во дебатите претходно. Ке споменам дека на првиот час по криминологија, почитуваниот професор Љупчо Арнаудовски, починат, всушност ни говореше за опиумот кој што постоел во Македонија, со традиција, кој што имал своја важност, меѓутоа каде што и жените кои што со своите мали дечиња биле принудени да работат, всушност излегувале на нива и кога децата ќе почеле да плачат, нивната устна била оближувана со опиум со цел да бидат мирни и децата биле мирни. Значи тоа само говори за традицијата која што постоела тука и каде што сега на пауза разговарајќи со амбасадорот кој што ги потврди тие размислувања, односно состојби од негов аспект, вели никој не станавме наркомани од сето тоа. Значи, поентата е само да се укаже на присуството на опиумот кој што бил присутен тука во една рана фаза, а денес имаме еден цел спектар на нови дроги, супстанции кои што упатуваат само на комплексноста на значењето и на предизвиците кои што произлегуваат од нив. Во поглавието 24, кое што доминантно е врзано со теми кои што се од надлежност на Министерството за внатрешни работи, една од ретките е ова каде што проблемот со недозволената трговија, односно оној полициски казненоправен аспект произлегува на институциите на полицијата и правдата, law enforcement исто така, сите оние кои што имаат надлежности да гонат за овој вид на криминалитет. Меѓутоа, водечката улога е доделена на Министерството за здравство. И тоа не случајно од аспектите кои што ги слушнавме од претходните презентери денес. И сега, прашањето мое оди во насока дека во 1996 година прва успешна активна комисија која што постоеше во Република Македонија беше комисијата за борба против дрогата, односно психотропните супстанции, во која што партиципираа представници од надлежните институции. Во тоа време се уште го немаше граѓанскиот сектор или беше на зачеток, меѓутоа која што беше многу динамична и многу активна. И сега за мене чуденката е како пред 30 години оваа комисија функционирала, а денес ја нема. Бидејќи, кога сакаме да собереме податоци за било какво истражување или анализа, тргнуваме на веб страната на комисијата, која што сакаме да ја анализираме. За жал, овде сме имале нешто добро, што сега го немаме. И тоа е сериозен проблем кој што веројатно преку заклучоците ќе треба да го адресираме квалитетно,
предпоставувам дека извршната власт, владата, владае со информации, има контролата на тој проблем, меѓутоа сериозен е проблемот за кој што слушнавме денес, дека отсуството на меѓуинституционална соработка се темели на сериозни предизвици за кои што сите знаеме, отворено говориме, а всушност државата покажува неактивност во тој дел. И тоа е сериозен проблем кој што, за разлика од некои други, сме едногласни и знаеме во која насока дека треба да се канализира или да се насочи. И Европската комисија не подсетува редовно во годишните извештаи дека всушност ова нова состојба која што има Република Македонија со легализацијата за производство на канабисот бара едноставно да тргне постапката. Слушнавме многу логични предлози од панелистите претходно и целосна поддршка на тој концепт. Како сега институциите, пред се Министерството за внатрешни работи, обвинителството и другите институции на правда може да помогнат во оваа сфера. И во таа смисла ќе говорам за вториот аспект кој што го најавив, со информации кои што се прилично свежи и ќе почнам со информации поврзани со кокаинот. Беше спомнато и целосно ја потврдувам тезата дека тој доаѓа од Јужна Америка во Европа и на Западниот Балкан, дека од прилика повеќе од 2 децении земјите од Западен Балкан и поранешна Југославија во тоа време страничен актер денес е еден од главните субјекти за да ја имаме оваа дрога на просторите на Западниот Балкан. Обично соработката, овој проблем беше анализиран преку анализа и истражување на глобалната иницијатива за борба против транснационалниот организиран криминал. И информациите се дека главните земји на дестинација од каде што потекнува кокаинот се Колумбија, Перу, Боливија, Бразил, Еквадор и Карибите. Дека криминалните групи од Балканот се лесно прилагодливи на овој феномен и ја наоѓаат својата улога во него. Анализата на Европол за постоењето на криминалните групи во Европа покажуваат дека на Балканот територијално постојат криминални групи, меѓутоа не се во врвот на опасностите кои што произлегуваат од нив споредено според параметрите на Европол. Секако тука се мисли на оние кои што матично се поврзани и функционираат во регионот. Не ја спомнуваме тука албанската мафија, која што е доминантна во Европа и во светот и која што има своите тежишта пред се, своите места на постоење и се главните градови, односно центри во Европа и пошироко. Но, тука е интерес на српската и црногорската мафија, кои што постојат преку така наречените кланови и кои што директно се присутни во земјите на Јужна Америка и каде што функционираат по принцип на своји емисари кои што одат таму, го проучуваат теренот и потоа многу лесно знаат да пристапат до носители на власта во овие земји и каде што преку мотото на емисари, брокери, бизнисмени и така натаму воспоставуваат врска со локалните партнери и обезбедуваат логистика и најчесто сето тоа се темели на корупција, која што обезбедува некој ситен интерес за државните представници кои што може да носат одлуки во овие земји, а од друга страна се обезбедува транспортот, односно количините и дестинациите на кокаин кои што доаѓаат до Европа. Се согласувам целосно дека главниот транспорт се врши преку воздух, со авиони и уште повеќе со бродови. Се користат разни облици на бродови и ако ги анализираме акциите на ДЕА, ќе видиме дека многу од овие криминални случаи се предмет на интересирање кое што
интензивно ги следи во период од 6 месеци па до 2 или 3 години со цел да се документира случајот на транспорт на дрогата која што доаѓа до земјите од Западниот Балкан. Интересно е дека во едно друго истражување на глобалната иницијатива за пристаништата во регионот, значи присуството на кокаин кој што доаѓа од Латинска Америка, буквално го сретнуваме во сите пристаништа од Копер надолу преку Бар, Драч, Пиреа до Констанца, до оние во Романија. И тоа се случува и во периодот од како е почната војната во Украина. Значи, криминалните групи си имаат своја шема и своја операционалност. Доминантни се како регистрирани пратки пристаништата во Драч и во Бар, а изненадува што пристаништето во Плоче, кое што е релативно мало, исто така се користи како дестинација за пловни објекти кои што пристигнуваат со дрога и која што оди во Хрватска и од Хрватска се дистрибуира кон Босна и Херцеговина и надолу кон југ и оди исто така кон Словенија. Последните обсервации на глобалната иницијатива упатуваат на тоа дека кокаинот е присутен на Балканот, меѓутоа негова крајна дестинација се други подрачја, таму каде што цената е посоодветна, попрофитабилна за криминалните групи и дека во бизнисот е активно вклучена италијанската мафија и секако криминалните групи од Холандија и Мароко кои што оперираат во Европа. Во однос на останатата дрога би се повикал на извештајот на Министерството за внатрешни работи за 2024 година, каде што се констатира зголемена линија на присуство на запленети дроги на подрачјето на Република Македонија, што значи и во регионот. За прв пат од пред неколку години е изготвена регионална СОКТА документ. Тоа е сериозен и проценка за сериозниот и организиран криминал за подрачјето на повеќе земји од регионот, од Балканот, и каде што за кокаинот исто така постојат тенденции за негово зголемување на пазарите во Македонија, меѓутоа, повторувам, Македонија е релативно ограничен пазар и трговците со кокаин најчесто преминуваат во другите западните земји од Европа. Карактеристично е дека се менуваат облиците, начинот на занимавање со овој криминал, кој што се нарекува модус операнди, кој што најчесто се темели на корупција и перење пари, кои што произлегуваат од овој вид на криминал. Хероинот продолжува да биде присутен во Македонија и во регионот, со исто така нови облици по кои што тој се пренесува од исток, главна земја дестинација тоа е Турција, и каде што својот пат го наоѓа без оглед на војните конфликти што се случуваат во овој дел на Европа и светот. Организираните криминални групи се фокусираат на ограничени количини хероин за регионот, каде што повторно нивна крајна дестинација се земјите од Западна Европа. Феноменот кој што беше споменат постои во изминатите две децении и повеќе, дека најчесто овој вид на криминал се врзува со трговијата со луѓе и со трговијата со оружје, и каде што всушност криминалците велат имаме 3 во 1. Ист ризик, ама 3 пати повеќе се мултиплицира профитот, поврзан со дрога. Најчесто тоа го носат кријумчарените мигранти, трговците со луѓе, односно жртвите на трговија со луѓе, кои што во одредени случаи имаат и оружје со себе, кое што го користат, меѓутоа и го пренесуваат исто така како предмет за трговија. Карактеристично е дека во Турција
хероин може да се купи, односно да се набави за замена за канабис, кој што го има на Балканот и каде што во вид на Трампа тој начин на бизнис е се повеќе присутен. Исто така карактеристично е дека канабисот од Балканот се повеќе се користи и за купување на оружје, кое што од илегалниот пазар, говорам, сето тоа се однесува за недозволените облици на трговија, каде што во замена за квалитетно парче оружје или поголема количина на оружје, истото се купува, односно се плаќа со канабис. Марихуаната, односно канабисот е присутен во регионот. Албанија е земја која што е позната по својата традиција и криминално однесување на цели плантажи во одредени подрачја од земјата, меѓутоа канабисот е присутен и кај нас. Интересни беа согледувањата што ги слушнавме денес, а се однесуваат за новата состојба во Македонија и сето тоа поттикнува на потреба од натамошни анализи, од натамошни истражувања. Бидејќи ова се состојби кои што ги слушнавме денес, меѓутоа истите ќе биде исто така многу корисно ако бидат подкрепувани со научни истражувања и со истражувања кои што може да ги креираат политиките и насоките понатаму. Меѓутоа, клучно прашање и клучна опасност, спомната и во претходната панел дискусија, е синтетичките дроги. Особено што на Балканот се сретнуваат сите нови облици на синтетички дроги, кои што постојат во светот. Значи, Балканот не заостанува многу како подрачје, како место кај што се сретнуваат новите облици на синтетички дроги. Интересно е што криминалните групи кои што се бават со недозволена трговија со дрога и секако со синтетички дроги, веќе ги подигнуваат своите капацитети и покрај трговијата со овој вид на дрога се занимаваат и имаат развиено бизниси и за илегални лаборатории во кои што ги создаваат компонентите кои што потоа се дел од нивниот арсенал на производство, односно на продажба. Тука лежи опасноста, каде што Македонија во изминатиот период е идентификувана и како подрачје, каде што прилично неискусни млади луѓе се јавуваат во Кина и од каде што ги купуваат прекурзорите, односно супстанците, кои што на легален начин се обидуваат да ги добијат по пат на достава и каде што државните институции покажуваат будност до одредено ниво, ги идентификуваат пратките и во тој дел соработката функционира одлично. Тука пред се ќе споменеме Турција, која што е земјата која што е капија кон многуте процеси кон Балканот и кон Европа и каде што турските полициски служби покажуваат голема подготвеност и соработка и проактивност во однос на проблемите поврзани со дрогата, што не е случај со некои други состојби, како на пример оружјето. Нема ист третман и од турската полиција многу тешко ќе добиете информација која што ќе ве води до нелегална трговија со оружје, додека кога е во прашање дрогата и последиците кои што произлегуваат од дрогата, се на поинаков начин разбрани и таа соработка оди прилично добра. Она што е интересно и што е поврзано со претходниот панел е дека многу од овие прекурзори, односно супстанци, може да се набават легално. И каде што лицата кои што се умешни во нивно пакување и во нивно натамошно употребување, всушност на лесен начин доаѓаат до нив, а каде што државата, односно државните институции и по дефиниција тука не ги оправдува, меѓутоа многу потешко може да се следи оваа состојба и каде што тој простор кој што треба да се освојува е сериозно голем и останува како предизвик. Од тука повторно поентата води до јакнење на институциите во земјата и искрена волја на државата да се спротивставува против овој вид на криминалитет. Ова е нешто што мислам дека треба посебно да го адресираме во препораките, каде што
ако нема воја тука, џабе ви е, ќе подскокнува секоја институција самоиницијативно, ќе постигнува резултати, ама ако тие резултати не се интегрираат, тогаш многу тешко ќе може да се направи сеопфатен пристап кој што ќе значи посериозен удар кон подобра превенција и уште повеќе кон поефикасно казнување, односно гонење кон овој вид на криминалитет. Тука ќе застанам, предпоставам дека ќе има прашања за кои што ќе може да продолжиме понатаму. Благодарам. Следува